Почитувани гледачи, добро вечер. Добро ни дојдовте во емисијата Здравето е се на Канал 8. Добро знаете дека со ваквите едукативни емисии ја подигаме свеста кај вас, гледачите, за рано откривање на многу болести. Веќе разборуваме за карциномот на дојка, кој е често малигно заболување кај жените. И иако се подига свеста кај жените и со таквите превентивни прегледи, ехо и мамографски прегледи, сепак лекарите констатираат дека секојдневно бројката се зголемува, а се намалува и старосната граница. Во Кочани се одржа едукативно предавање од страна на лекарите, на специјалистите радиолози од клиничката болница од Скопје Аџибадем Систина, па тука имаме и една гостинка, односно доктор Маја Стојчевска Чапова, специјалист радиолог од клиничката болница Аџибадем Систина, со која ќе проговориме за ракот на дојката и ќе делуваме едукативно и секако превентивно за рано откривање на ракот на дојката, кој е од исклучително значење за жените и за излекување на болеста. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото за прв пат. Добро вечер, благодарам на поканата, исклучителна чест ми е да бидам гостин во вашата емисија и да проговорам на оваа тема од моје име, а секако и од име на тимот на мојата матична установа, клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. Така, јас споменав во најавата дека имаше и во Кочани едно едукативно, доста добро предавање од ваша страна и од други лекари од клиничката болница Аџибадем Систина, заедно со Сдруженијето Борка, која нели се подига свеста кај жените за рано откривање, кажав дека е од исклучително значење за рано откривање на ракот на дојката. Па еве да објасниме само дека вие одржавте предавање и дека имаше голем интерес од страна на жените, беше полна салата во која предававте. Најде на голем интерес од жените. Особено ми е драго што видовме полна сала и заинтересирани слушачи, затоа што ова е навистина горлива тема и е многу важна за сите нас. Така да одзивот на жителите на градот Кочани навистина е за пофалба. Секако тимот од клиничката болница Аџибадем Систина секогаш е спремен да одговори и да помогне во било кој дел што се однесува до здравјето, освен со нашата редовна работа во болницата каде што ги пружаме основните услуги и навистина го третираме здравјето на луѓето, но и присуствувајќи и учествувајќи на вакви каравани како што е и овој караван, кој што во овие месец-два следува низ целата наша држава во повеќе градови од Република Македонија. Клиничка болница Аџибадем Систина и тимот лекари нејзини кои што се бават со ова патологија на дојка, заедно со Сдруженијето Борка се трудиме да едноставно придонесеме на едукацијата на населението, односно да го приближиме овој проблем, да го објасниме и да помогнеме во едукацијата, односно во раното откривање на карциномот на дојка. Јас споменав, а и вие во изјавата и во вестите на Канал 8 споменавте дека бројката на заболени жени се зголемува. За жал, иако има многу едукативни предавања, иако се прават превентивни прегледи, мамографски прегледи и снимања, но сепак за жал се намалува и старосната граница. Така, тоа не е тренд само во нашата држава, тоа е светски тренд, значи сите земји, особено развиените земји, наведуваат статистики кои што во последните години се фрапантни, значи се повеќе и повеќе се зголемува бројот и процентот на заболени жени од карцином на дојка, и тоа е водечка малигна болест која што се јавува кај жените, значи најчест карцином кај жените е карциномот на дојка, а секако она што уште позастрашувачки делува е фактот дека возрастната граница паѓа и се почесто и почесто среќаваме млади пациенти. Доколку пред 15 на години зборувавме дека е млада пациентка која што ќе сретневме на 40 годишна или 35 годишна возраст, денеска малтене секојдневие, но обавезно еднашка во месецот сретнуваме жена која што има возраст и 20 и нешто години. Значи карциномот на дојка е се почест, се порано се јавува и е сериозен проблем и во нашето општество, и заради тоа мора да бидеме свесни дека тој може да се случи секому, да најдеме начин како да го препознаеме со време, затоа што лекувањето на карциномот на дојка во денешно време е возможно. 95% од карциномите на дојка, доколку се откријат рано, во ран стадиум, можат правилно да се третираат и да се излекуваат. Токму затоа тоа е една од причините и главната причина зошто нашата клиничка болница се вклучи во овој вид на едукација, во овој караван, со цел да ја подигнеме на свеста на жените за редовни редовни прегледи, односно да овозможиме пристап кон тие жени и да можеме рано да го откриеме и да делуваме кај карциномот на дојка. Да, кажавме дека бројката се зголемува, старосната граница се намалува. Кои се причините за појава на карциномот на дојка? Причини има повеќе, значи се уште нема една поентирана причина која што ќе биде како единствена и издвоена и кон која што ќе може да се насочиме и да ја искорениме или да ја колку можеме намалиме.
Повеќе причини постојат, меѓу најчесто споменуваните причини е и генскиот фактор, значи геноносителството, односно наследствениот фактор. Меѓутоа тоа не е единствената причина, значи 20% само од сите диагностицирани карциноми по светските статистики се генетски предиспонирани, односно се заради некој генетски фактор што личноста ја носи во себе. Меѓутоа, доколку личноста поседува ген кој што ќе стимулира развој на карцином во дојката на таа жена, тогаш тие жени, таа група на жени, до 90% во случаевите во текот на својот живот, просечно рачунато е некаде до 80-та своја година, ако живеат 80 години, дека скоро 90 и нешто проценти од нив сигурно ќе развијат карцином на дојка. Тоа е, значи, оној најчесто осудуван фактор, меѓутоа има и повеќе други фактори, како што се употребата на хормони, изголеменото ниво на хормони, понатаму храната и продуктите во храната кои што носат многу масноти во себе или состојки кои што имаат слично дејство, сличен ефект на хормоните, секако нездравиот начин на живење во смисол на консумација повеќе на алкохол, на цигари, на сите оние штетни продукти, неспортувањето, односно недоволната физичка активност, големената телесна тежина, сето тоа се фактори, стресот во последно време исто така многу се потенцира, а секако бидејќи трендот расте и нотациите се дека процентот на карцином на дојка се зголемува во развиените подрачја, во развиените земји повеќе во однос на другите порурални подрачја, едноставно во последните години постои тренд дека можеби и голема, односно можеби меѓу поголемите улоги во појавата на карцином на дојка имаат и факторите на загадување на човековата околина, вклучително на водата, воздухот, почвата, односно на сите оние елементи кои што ги секојдневно живееме. Пред да поминеме на оној главниот дел кој верувам дека ќе ги интересира припадничките на понежниот пол, затоа што за нив е наменета оваа емисија, да објасниме што представува ракот на дојката, пред да ги кажеме симптомите кои се многу важни за рано откривање. Ракот на дојката представува малигно заболување на дојката и како и сите видови на рак во организмот кои што може да се јават во различни делови од телото, исто така и тој, основната негова различност, да речем, од другите болести е што е агресивна болест. Значи, болеста се раѓа на едно место во телото, ако зборуваме за карцином на дојка, се раѓа и почнува во дојката, меѓутоа, ако не се навреме во очи, ако не се навреме третира и лекува, тенденцијата негова во самиот тој раст не е само локално да расте и да се зголемува на местото каде што настанува па да ги притиска околните ткива, туку тенденцијата негова е да навлезе во циркулацијата, во крвните садови, во лимфните садови и оттаму да може да се дистрибуира и во останати други делови на човековиот организам. Вклучително зависно од тоа каде ќе се појави далечната болест, која ја нарекуваме метастаза, може да даде и различни симптоми, односно да го намали и функционирањето на организмот. Доколку ракот не се лекува, знаеме сите ситуацијата, значи личноста завршува фатално, односно смртта е неминовна. Но кажавме дека ако рано се открие, може успешно да се излекува и за лекувањето. Токму тоа е важно за карциномот на дојката. Значи, карциномот на дојката е еден од ретките карциноми, како и карциномот на цервексот, како и карциномот на простатата, кои што ако рано се откријат, можно е 100%, значи сигурно да бидат излекувани, и тоа што порано бидат излекувани, толку и траумата од тоа лекување ќе биде помала и личноста поверојатно, односно сигурно ќе се врати во нормален редовен живот. Многу е важно навреме да се открие симптоматологијата, односно симптомите. Да ги споменеме оние симптоми кои се во рана фаза и кои треба да се реагира навреме. Во раната фаза дефинитивно нема симптоми. Значи тоа е лошото дека е асимптоматско, да. На некој начин тоа е лошото и заради тоа ние се трудиме на овој начин и на сите можни начини да ја подигнеме свеста кај жените дека ракот нема симптоми во својата рана фаза. Тоа значи дека жените кога не чувствуваат симптоми треба да појдат на лекар и да ги направат и редовно да ги прават оние прегледи кои што се потенцирани, вклучувајќи го и само прегледот кој што треба секоја жена редовно да го прави еднаш месечно, па и редовните прегледи кај радиолог кои што вклучуваат ултразвук, мамографија, соодветно на возраста или можеби некои други методи, затоа што карциномот во раната фаза, во раниот стадиум дефинитивно нема симптоми. Жената е здрава, жената е во моги, обавува сите своји функции, не чувствува ништо. Меѓутоа, како болеста напредува, се појавуваат по некои од симптомите кои што може да се препознаат. Еден од најчесто опишуваните симптоми е појавата на тврдина или грудка. Значи, таа не мора да биде во форма на топче, меѓутоа најточна дефиниција е, значи, тврдина, односно потврдо подрачје во дојката, кое што се разликува по цврстината во однос на другите делови од дојката.
Доколку жените некогаш напипаат таква тврдина, би требало веднаш да се јават кај својот лекар за додиагностика. Во принцип, дојката е орган кој што во текот на месецот, зависно од фазата на менструалниот циклус, ја менува својата структура, така да е исклучително важно само прегледот да се прави по завршување на менструалниот циклус, кога е дојката најреална во својата мекост или тврдина, како да кажам, за да може реално да се истражи постоењето или непостоењето на некоја грудка. При воочување на грудка од страна на жената, потребно е веднаш да се јави на лекар, без да самата жена се обидува да направи диагностика или различување што таа може да представува. Тука би сакала да потенцирам дека не треба жените да се вадат од памет доколку осетат некоја грудка. Значи, многу е често да се почувствува грудка во дојката, заради хормоналниот стадиум, заради еден куп други ситуации и вообичаено, значи 80% од грудките кои што жената ќе ги напипа во текот на својот живот, воопшто не се тумори. Најчесто се цисти. Секоја грудка не мора да значи. Апсолутно, значи не треба да се ствара паника дека секоја грудка представува тумор, па дури ни карцином, туку дека секоја грудка треба да се испита за да се исклучи таа можност. Значи само 20% се карциноми. Тоа е првиот симптом. Вториот симптом кој што исто така лесно може да се забележи е вовлекување или испакнување на некој дел од дојката. Бојата на кожата исто така треба да се анализира доколку жената примети промени во бојата на кожата, било во вид на црвенило, било во вид на избледување на кожата, нејзино истенчување или источкување како кора од портокал да личи кожата, да биде перутава, да биде сува или влажна во одреден дел, треба да се забележи и треба да се пријави на својот доктор. Вовлекување на брадавката е исто така еден од честите, односно еден од симптомите кои што најмногу асоцира со појава на карцином, иако и тоа не значи 100% дека карцином се крие во позадина. Нареден симптом е секрет од брадавката. И тој некогаш може да не доведе до конечната диагноза карцином на дојка. Но пак ќе повторам и сакам да напоменам дека ниеден од овие симптоми не е равенство, не е дефинитивно, значи дека постои карцином. За секој од нив може да се кријат и други ентитети, други заболувања или физиолошки состојби во дојката, кои што може да ги изглумат овие симптоми, а воопшто да не се поврзани со појава на карцином. Затоа треба да ги забележуваме, треба да ги анализираме своите дојки, на појава на вакви промени да реагираме, да разговараме со нашиот доктор, но не да креваме паника, бидејќи 80% воопшто не се поврзани со болест. Околу самопрегледот сакав да се задржиме малце, дека тоа е доста важен и исклучителен. Кажавте дека посаменструалниот циклус, друго што е важно околу самопрегледот. Значи, иако ви имате им доста брошури за самопреглед на дојка. Значи, назнаки, препораки како се прави самопреглед можете да најдете на многу и интернет сајтови, веб сајтови, во часописи, еве и тука имате припремени брошури, ние и поделивме на предавањето. Да ги покажем тука ако може камерата да ги забележи. Да, тоа е и книгата која што има прилични информации за карциномот на дојка од препознавање, диагностика, третмани, се што е потребно кај оваа болест која што е во издание на нашата клиничка болница Аџибадем Сестина, се со цел да приближиме овие информации кон пациентите. Само прегледот е првиот и основниот дел што секоја жена треба да го научи од моментот кога ќе заима дојки. Значи од моментот кога дојките ќе се формираат, жената, девојчето треба да биде свесно за своите дојки и треба да ги запознае прво. Значи првите само прегледи се всушност запознавање со своето тело. Неколку работи се битни при обавување на само прегледот. Првата работа е времето кога се обавува. Значи, исклучително важно е да го обавува само прегледот жената неколку дена по завршување на менструалниот циклус, односно во првата половина од циклусот. Бидејќи во тој период дојките се мирни, нема лажни грудки и нема лажни узбуни. Доколку прегледот го правите кога вам ќе ви падне на памет, може да ви се случи еднаш да го направите по циклус, еднаш да го направите по циклус, кога вообичаено се јавуваат грудки и за џабе едноставно да се извадите од памет. Втората работа е, што е важно, како ќе го правите само прегледот. Значи и тука треба малку со внимание да се тоа прави. Само прегледот се состои од два дела. Првиот дел е гледање, значи прво треба да се погледнете убаво во огледало и да ги забележите оние работи што кажав. Дали е брадавката вовлечена, дали има испакнување и вовлекување некаде на кожата, дали има црвенило, перутање или дали на вешот постои истекување на некаков секрет, трага од некаков секрет. Вториот дел е опипување. Значи тој се прави со врвовите на прстите, никогаш меѓу два прста. Бидејќи ако притиснете меѓу два прста, убедена сум секогаш, секаде и кај секоја жена ќе најдете грудка. Да. И тогаш гарантирано се раѓа паника. Значи само прегледот се прави со врвовите од прстите,
со благ допир на дојките и секогаш е потребно да постои шема која што ќе гарантира дека нема да пропуштите некој дел од дојките. Се прави од пазувата до градната коска и од клучната коска до линијата каде што завршува дојката. Се тоа треба да биде опфатено во палпацијата, односно во опипувањето на дојката, бидејќи ткивото на дојката знае да разрасне, да хипертрофира, што велиме ние, во одредени периоди од животот, во бременност, во доење, при зголемување на телесна тежина и да се најде дури во овој висок дел овдека под клучната коска, и тоа се оние делови каде што жените најчесто ги испуштаат карциномите. Се опипуваат околу брадавката, ако се пораваат овој дел овдека, така да сите тие делови се вклучуваат и доколку жената по направениот само преглед осети промена, се јавува кај својот доктор. Исто е важно за жените кои што се во менопауза, тие не менструираат, значи не може да се врзат со менструалниот циклус, да си врзат секој месец по еден точен датум во кој што ќе го обавуваат само прегледот, бидејќи само така ќе може да имаат споредба и рутина. Жените кои што примаат контрацептивна терапија го прават само прегледот на денот кога ја земат првата таблетка од новата кутија. Така, тоа е во однос на само прегледот. Убаво кажано, иако имаат брошури и на интернет и во вакви книги кои вие ги давате во вашата болница. Сакам да споменам околу диагнозата. Имаме многу методи на диагностицирање, како во Аџибадем Систина, така и во другите клинички болници. Кои методи се најсофистицирани? Така. Клиничката болница Аџибадем Систина ги поседува сите оние апарати и инструменти кои што се нужни за диагностика на оваа болест, и тоа најсовремени апарати кои што можете да ги најдете во центрите во развиениот свет. Значи, она што ќе го најдете во Њу Јорк или во Лондон, ќе го најдете во клиничката болница Аџибадем Систина, од наједноставниот па до најсложениот апарат. Кои апарати ќе се користат и кога ќе се користат, значи не се користат сите и кај секого, односно тоа е одлука на радиологот во зависност нели од тоа каков пациент имаме пред нас. Значи, ако зборуваме за рано откривање, имаме група на пациенти и најчесто сакаме да имаме за да го рано откриеме карциномот, група на пациенти кои што велиме ние се асимптоматски, значи оние пациенти кои што не чувствуваат проблем. Препорачливо е, значи жените кои што не чувствуваат проблем, а сакаат да имаат увид во своите гради, односно превентивно да делуваат, да почнат со редовни и рутински лекарски прегледи кои што ќе вклучат и прегледи на одредени машини. Се советува да се почне со тие прегледи од околу 30-та година за жени кои што немаат проблеми со градите со ултразвук само. Бидејќи градите кај тие жени се погусти и ултразвукот е доволно осетлив кај таков тип на гради за да направи диагностика правилна на дојката. Околу 36 до 40 најдоцна година, во зависност од неколку фактори, семејна историја, лична историја, други некои болести, се проценува и се почнува и со мамографијата, која што е радиолошка метода која вклучува рентгенска посебна машина, која дава сосема еден друг аспект на дојката, меѓутоа се употребува од оваа возраст, затоа што ткивото на дојката од оваа возраст се менува и мамографијата е осетлива прилично, е брза метода, ефтина метода, а има голема сензитивност кон карциномите на дојка. Дополнително, во зависност од тоа дали на овие две, ова се велат класични методи, значи оние методи кои што најчесто се рутински употребуваат, дополнително на овие методи се надградуваат и други методи кои што може да се употребат во диагностиката на дојка во зависност од потребата. Доколку на првичниот преглед, на оној преглед каде што доаѓа асимптоматска жена, значи жена која што нема никаков проблем, се утврди дека се е во ред, тогаш таа жена бива советувана за редовни годишни прегледи, кои што би требало да бидат доволни за превентивно да може да се навреме открие карциномот на дојка. Интервалот меѓу два прегледа е одреден на една година. Значи консензус е меѓу сите радиолози секаде во светот дека една година е доволен период да може меѓу два прегледа да биде долг, а да гарантира навременно откривање на карциномот на дојка ако сака да се случи кај некоја жена. Значи, од кога ќе се почне со редовните прегледи, се советува еднаш годишно да се повторува ултразвукот, а од кога ќе се почне и мамографијата, таа да се повторува на секои 2 години. Зошто е овој период назначен? Затоа што, пак ќе повторам, тоа е најдолгиот, а доволно безбеден период во кој што може, ако сака карциномот да се роди, да го фатиме на време. Прегледите не се вакцина, тоа морам да потенцирам, значи прегледувањето не значи дека карциномот нема да се случи. Меѓутоа, према статистиките, 90 и нешто проценти од сите карциноми што се случуваат во дојката, нивната брзина на раст е таква да во една година, меѓу два прегледа, тие не можат да нараснат многу, односно ќе бидат неколку милиметри и ќе бидат во ран стадиум, нема да направат проблеми.
Ретко постојат типови на тумори, сепак се присутни, кои што знаат и во многу пократок период да нараснат, тие се поагресивните тумори, но сепак ако жената доаѓа редовно на годишни прегледи и тие нема да бидат пропуштени, односно нема да бидат фатени во доцна фаза. Секако се советува жената доколку осети некои промени измеѓу двата прегледа да се јави повторно кај својот лекар. Многу често поставувано прашање меѓу жените претпоставуваме дали се болни таквите дијагностицирање. Споменавте апарати, споменавте машини, споменавте нели, па тука доаѓа до... Не. Секогаш се водиме и кон комоцијата на пациентите, значи прегледите не смеат да бидат болни, прегледите не смеат да бидат травматични. Ултразвукот кој што се најчесто употребува, кој што е широко распространет е и познат на сите нас, значи апсолутно не е ниту болен, ниту непријатен, пациентката е во лежачка позиција, трае некои 15 на минути и единствената белја од него е што треба после ултразвукот едно 5 минути да се бришете, да се изчистите. Да. Но во однос на другите дијагнози? Мамографијата е метода која што вклучува и притискање малку на градите, меѓутоа тоа е навистина малку притискање, не е болно, не е травматично, не е проблематично. Доколку овие две методи не го задоволат критериумот за постигнување на дијагноза, затоа што некогаш некои проблеми може да се решат со овие две машини, меѓутоа има ситуации каде што и дилемата дали постои болест или не постои, не можете да ја решите со овие две машини, ќе употребите и трета метода, магнетна резонанца. Тоа е нешто што исто така го имаме на располагање во нашата болница. И тоа е машина која што едноставно има многу поголема сензитивност, значи многу поголема осетливост кон карциномите од било кој вид, вклучително и карциномот на дојка. Значи може многу порано да го открие и многу во целост да ја даде сликата на таа проблематика, и тој преглед исто така не е болен. Значи се работи за преглед каде што пациентката лежи во позиција на стомак, трае 1,5 час. Единствената можеби малку непријатна ситуација е аплицирањето на контраст, односно мала боцка во вената. Значи прегледите не се болни. Доколку на сите овие прегледи што се направени биде поставена сомнение дека можеби се работи за болест во дојката, односно се сомневаме дека постои карцином на дојка, тогаш се ослонуваме, односно тргнуваме кон оние други процедури кои што тоа мора да го докаже. Тоа се биопсиите. Значи секое сомнение мора да се потврди. Биопсиите, зависно од тоа за каков карцином се сомневаме дека се работи во дојката, бидејќи има неколку типови на карциноми, се одбира и прикладна биопсија. Значи може да биде советувана биопсија со тенка игла, биопсија со дебела игла, што е велиме кор биопсија, вакуум биопсија, биопсија со маркирање со жица, па и со помош со хирург, хируршка биопсија. Значи, зависно од типот на туморот, ја одбираме и биопсијата која што ја правиме. Во нашата болница, во клиничка болница Аџибадем Сестина, значи ги употребуваме сите врсти на биопсија, ги работиме рутински со години, кои што се нужни за дијагностика на дојката, од најпростата па до најсложената, и дефинитивно сите се исто така ќе потенцирам, иако можеби не ви се верува, едноставни за поднесување. Значи се работат во локална анестезија, жената се обезболува, тоа ни е основен момент. Од две причини. Прво и основно е пациентот да не го доживее тоа како травма, второ е и нашата комоција, доколку е пациентот обезболен и ние можеме брзо и лесно да си ја сработиме работата. Значи апсолутно се безболни процедури, краткотрајни и се стасува до конкретната дијагноза. Тука многу е важна и психолошката состојба на самата жена. Вие лекарите сте тука од исклучително значење во однос на соопштувањето на жената доколку е откриен карцином на рак на дојката. Треба да се внимава на тој детал кој е многу важен и од исклучително значење да се каже дека има лек за таа болест. Верувате, во мојата едукација најтешкиот момент ми беше да го постигнам нивото на пренесување на оваа информација кон жените. Значи, се може да прочитате во учебниците и во книгите, постојат милиарда книги, значи можете да изучите, да ги раководите машините, да ги употребувате инструментите, да ги препознаете болестите, да ја поставите дијагнозата, меѓутоа никаде во ниедна книга не пишува како да ја соопштите на една жена дека боледува од карцином на дојка. Особено е тежок моментот кога ќе се најдете лице во лице со жена која што е асимптоматска, значи која што дошла на рутински преглед без некој проблем, влегува во вашата ординација, ги извршувате одредените рутински процедури и доаѓате до сознание дека има карцином и тоа треба да го пренесете. Тоа е тешко од неколку причини, од неколку моменти. Прво е тешко во смисол на тоа да се прифати таа информација. Значи, жените реагираат на најразлични начини. Значи, сите ние како луѓе имаме различни профили и на различни начини се справуваме со стресот, со непријатните вести, со болестите и со проблемите.
Значи, она што е исклучително важно во нашата работа е и што е исклучително тешко е моментот кога треба да процените во рок од 30 секунди во кој профил спаѓа пациентот психолошки, односно кој ќе биде најсоодветниот начин да му ја пренесете веста. Так. Некогаш тоа го правите полека и го објаснувате. Некогаш мора да ја отворите целата ситуација и јасно и гласно да кажете за што се случува. Ете така. Бидејќи профилите психолошки водат во различни ситуации. Значи, некои пациенти ќе ви слушаат и ќе разберат, некои пациенти едноставно се блокираат, го затвараат умот и не сакат да ја прифатат информацијата. А она што е важно во пренесувањето на информацијата е, значи, да се осигурате дека пациентот е примил, дека разбрал за што зборувате, бидејќи ако тој не допре до него дека се работи за проблем кој што во моментот е присутен и може да се реши, пациентот може би во одреден момент и да го затвори својот ум, да не сака да ја прими таа информација, едноставно да се потруди да го заборави тоа како информација и да не стори ништо по повод состојбата. Значи, пренесувањето не е лесно, не е едноставно, меѓутоа затоа сме тренирани да најдеме начин да го соопштиме тоа да не биде болно и да објасниме дека секој проблем има решение. Впрочем, ако не се вика проблем, ќе и нема решение, ќе биде дилема. Да. Токму така. Така, тоа е околу психолошката состојба. И сега веќе тука е околу лекувањето, кажавте дека ако рано се открие, дека може успешно да биде лекувањето, терапијата и кога може да дојде до отстранување на самата дојка. Така. Дали секој карцином значи отстранување на дојката? Дефинитивно не. Значи, тоа е нешто што се случуваше пред многу години. Да. Сега имаме успешни третмани на лекување. Апсолутно. Значи, доколку карциномот на дојка се открие рано на време, рековме 95% од жените оздравуваат. И исто така толков процент од жените не мора да поминат низ пеколот што се вика мастектомија и не сите оние терапии кои што досега сите ги знаевме дека едноставно карцином на дојка значи и хемотерапија, значи и паѓање на коса и се. Значи, карциномот на дојка колку порано се открие, толку и поедноставно е неговото лекување. Во принцип, во нашата болница постои нешто што пред 2 месеца профункционира и што е прво во нашата држава, се вика Центар за дојка. Центарот за дојка представува збир на луѓе од различни специјалности кои што тимски работат и го водат процесот на откривање, третирање и лекување и излекување со психолошка поддршка на пациентите со карцином на дојка. Значи, кога ќе се постави дијагноза на карцином на дојка? Дијагнозата секако се поставува од страна на радиологот со употреба нови имиџинг модалитети што ги спомена ултразвук, мамографија, магнет. Сите дијагнози. И патолозите, односно тимот на патолози, ние имаме одлични патолози во нашата болница кои што се максимално едуцирани и верзирани во оваа патологија, кои што мора да ја потврдат дијагнозата под микроскоп. Кога ќе се постигне моментот на корелација меѓу едната и другата делатност, значи меѓу патологот и радиологот, дијагнозата е веќе конечна и наред доаѓа дискусијата што со овој пациент, како ќе го третираме. Колку е помал карциномот, толку се и повозможни поштедните операции. Значи во светот е тренд, а и кај нас се почесто употребуваме техники кои што се поштедни техники, односно да не заврши пациентот со отстранување на целата дојка или со мастектомија. Доколку карциномот е мал, доколку се наоѓа на добра позиција во дојката, значи многу често и многу веројатно пациентката ќе добие лекување од типот на квадротектомија, односно отстранување на четвртина од дојката во тој дел каде што е карциномот, вклучително со лимфните желези доколку има сомнение за нивно зафаќање, или во ситуации каде што ќе се постави дијагноза на карцином во инситу во она најрана фаза, и тоа го имаме многу често, 1 до 2 пати во месецот имаме и такви состојби, тогаш воопшто дури ни квадротектомијата не е нужна, туку завршуваат тие пациентки со третман кој што се вика лампектомија во англиската литература, односно отстранување на грудката, значи на делот каде што се состои карциномот, тоа се обично 3-5 мм, тоа не е секојдневие во болницата, малку во здраво, лузните се многу мали, пазувите обично се чисти кај тие инситу стадиуми, така да не се прави ресекција на лимфните желези, со тоа се овозможува да жената и нормално функционира и нема проблеми понатаму со отекување на раката. Значи, поштедните интервенции се возможни и
целта е во лекувањето, значи не само да го излекуваме карциномот, туку и жената да нема голем дефект на градите, бидејќи и тој момент е исклучително важен за понатамошно. Е тежок за прифаќање на самата жена. Апсолутно е тежок, значи доколку дојката остане цела и самата жена својата самодоверба ја има подигнато и едноставно нема што да ја подсетува на болеста назад, односно полесно го прифаќа фактот дека да, навистина е излекувана. Од кога ќе заврши хируршкиот третман, целиот материјал што се вади со оперативната техника, значи со хирургијата, без разлика колкав ке е, а тоа е договор меѓу, пак ќе кажам, хирургот, радиологот, онкологот и патологот, во зависност од тоа што е безбедно за жената. Целиот тој материјал повторно се праќа кај патологот на дообработка. А што значи тоа? Патологот треба да изработи стейджинг, значи стадиум на болеста, во кој стадиум се наоѓа болеста, и треба да изработи имунохистохемиски или биолошки профил на туморот. Значи, порано беше, пред многу години, доволно и тој стадиум за да онколозите почнат со некакво лекување, меѓутоа се во денешно време, значи јасни се дека многу биолошки параметри кои што се однесуваат на туморот се важни и се разликуваат од пациент до пациент, значи не постојат само два типа на тумори, постојат неколку типови на тумори на дојка, па и тие неколку типови на тумори имаат своји многу различни карактеристики, од тоа дали се зависни на некои одредени хормони, естроген или прогестерон, од тоа каков им е пролиферативниот индекс, односно колку брзо растат, од тоа како се диференцирани, дали имаат зависност кон одредени рецептори. Значи се тоа се изработува како анализа, односно се добива и името, и презимето, и комплетната карактеристика на туморот, и врз основа на тие параметри онкологот е тој кој што конечно одлучува дали пациентката ќе има потреба или ќе нема потреба од одреден третман онколошки понатаму. Во моментите кога ќе изработиме и добиеме пациентка во ран стадиум, значи за најран стадиум се смета нултиот стадиум, кога имаме во инситу фаза карцином на дојка, па и стадиум 1. Најголем дел од тие пациентки и немаат потреба од некоја сериозна онколошка терапија. Значи најчесто завршуваат со хормон терапија, ако се хормон зависни туморите, и толку доколку е работена поштедна интервенција, секако се вклучува и зрачната терапија, која во однос на хемотерапијата па е многу лесна за поднесување, бидејќи нема никакви последици по организмот. А доколку туморот е во некој од повисоките стадиуми, тогаш се јавува потребата и од примање на хемотерапијата. Но и хемотерапијата сепак е различна во однос на минатите години, морам да потенцирам, значи не е хемотерапијата знак дека пациентот ќе има потешкоти во лекувањето, дека ќе му биде тешко во текот на процесот на лекување, и исто така не значи дека секој пациент ќе добие иста хемотерапија. Значи начинот на лекување, дали ќе има хемо, хормон терапија, зрачна терапија ја одредува онкологот врз зависност на карактеристиките на туморот. Кога е можно проширување на туморот на одредени делови на телото? Можно ли така нешто? Да, значи тоа е биологијата на туморот и тоа е начинот на кој што болеста се развива ако не се спречи, ако не се лекува. Во зависност од биологијата, ќе кажам, на туморот, значи има различни сорти на карцином на дојка. Најголемиот процент, значи, за да почнат да се шират низ телото, односно да метастазираат, како што народски велиме, или да влезат во циркулацијата, треба да постигнат одредени димензии. Обично тоа се случува над сантим и пол. Меѓутоа постојат и типови на тумори кои што имаат многу агресивен, брз раст и агресивна биологија, и кај нив дури може и од 5 мм, значи да најдете тумор од 5 мм, а веќе да дал метастази по целото тело. И заради тоа велам е исклучително важно, значи жената да не чека симптоми, дали нешто ќе напипа или нешто ќе види на дојката, туку редовно да иде на прегледи, бидејќи ние со машините кои што редовно ги употребуваме, ултразвук и мамографија како основни машини, сме во можност да ги препознаеме и таквите состојби, значи туморите од 3 и 5 милиметри, па дури сме во можност да ги препознаеме и преканцерозите. Тоа е исто нешто што е секојдневие, значи состојбите кои што претходат на развојот на туморите, и тогаш да делуваме, кога апсолутно па и некоја друга терапија освен хируршката нема да биде потребна. И еве за крај, докторке, дали може превентивно да се делува освен овие само прегледи и едукативни предавања кои ги споменавте? Во однос можеби на причините кои ги споменате, исхраната, на генетскиот фактори не можеме многу да делуваме. На генетскиот фактор не можеме да делуваме, значи тоа не можеме да го смениме, меѓутоа можеме да бидеме свесни на тоа. Значи жените кои што имаат во семејството еден, а особено два членови, кои што поминале низ оваа голгота, треба да се свесни дека ризикот да го носат тој ген постои. Во Македонија во можност е генетски тестови, значи можно е да се направат генетски тестови кои што ќе утврдат постоење или непостоење на тој ген во телото на одредена жена. Во нашата болница тоа го правиме во соработка со МАНО,
Значи можно е да се направат тие тестови, доколку кај жената се утврди присуство на тој ген, едноставно таа жена треба многу порано да почне и редовно да си ги прави своите прегледи, бидејќи тоа е единствениот начин како рано ќе го откриеме карциномот на дојка. Она што друго превентивно може да го правиме е да не ги злоупотребуваме хормоните и хормонтерапиите, да внимаваме што јадеме. Значи се почесто се среќаваме со храна која што содржи естроген лајк елементи, сојата, пилешкото месо и ред други работи, алкохолот, кои што може да предизвикаат состојби слични и реакции слични како и вишокот на хормони во телото. Да внимаваме воопшто на нашето здравје, значи што јадеме, што пиеме, да спортуваме, бидејќи зголемената телесна тежина исто така е еден од ризик факторите. Секако да се потрудиме сите да одржуваме нашата околина чиста, бидејќи и тоа е еден од ризик факторите. Стресот би било убаво да го контролираме, меѓутоа колку успеваме ќе видиме. А која е следната дестинација на вашите едукативни предавања после Кочани? Така, идната недела одиме во Прилеп, Тетово, од Скопје ќе биде, мислам, Кисела Вода општина, во декември продолжуваме со останатите градови и делови од Скопје. Добро соработувате со Сдруженијето Бурка, чиј претседател е Бива Додева. Така. И ова не е наш единствен ивент, наша единствена активност во ова поле. Значи, ние и со Сдруженијето Бурка и со многу други издруженија кои што се допираат и со други болести во човековото тело соработуваме и се трудиме да помогнеме колку што можеме. Значи, велам, клиничка болница Систина не делува само во зградата на својата клиничка болница каде што аплицираме терапија и дијагностика и она што е наша докторска работа, меѓутоа ние сме постојано присутни на терен и меѓу луѓето, значи со едукација, со емисии, со разговори, со формирање на брошури. Значи, ете, минатата недела и нашиот тим на кардиолози и кардиохирурзи беше присутен тука во близина во Штип со своји предавања и едукации, колегите од нуклеарна медицина, колегите од сите специјалности. Значи, ние сме постојано мобилни на терен и сакаме да бидеме блиски со пациентите за да едноставно ги отвориме вратите и да покажеме дека можеме да помогнеме. И сакаме. Канал 8 ќе биде секојаш отворена и за вас, лекарите од Аџибадем Систина, па можеме да едукативно да влијаеме и со други доктори. Значи и на други теми, не само во однос на специјалистите радиолози или карциномот на дојка. Јас ќе се заблагодарам што одвоивте време покрај предавањето во Кочани да дојдете во Канал 8 за да можат не само оние кои беа присутни на предавањето, туку поширока јавност да може да ја погледне емисијата и да се делува едукативно. Се надевам и понатаму ќе соработуваме со лекарите од Систина. Ми беше задоволство и можам секако да ви ветам со полна одговорност од името на моите колеги дека ќе учествуваме во такво нешто, бидејќи макар и до еден човек да допре ова што го зборуваме и тој човек се освести на време и рано си ја постави својата дијагноза и си ја излекува својата болест, нашата мисија ќе биде исполнета. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравето е се на Канал 8. Разговаравме со доктор Маја Стојчевска-Чапова, специјалист радиолог од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Разговаравме за интересна тема, доста актуелна, карциномот на дојка, а кажавме дека има и предавање, имаше и предавање во Кочани заедно со Сдруженијето Бурка, чиј претседател е Бива Додева. Се гледаме следната среда во истиот термин, а до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.